Дел на оние, да кажам, политички препукувања, барем кога станува збор за она што е работа на терен, инаку веќе кога спомена 20 јуни 1936 година е денот кога активистите, дел од синдикалните активисти го организирали првиот штрајк на работниците, градежните работници во Скопје. Токму и поради затоа се одбележува и како ден на градежните работници. Веќе споменати дел од прашањата ќе ги поставиме и на нашиот соговорник ово утро Андрија Серафимовски, председател на Сдруженијето за градежништво, индустрија, градежни материјали, неметали при Стопанската комора. Колегата Иван спомена, меѓутоа јас ќе одам со она прво прашање, дали во Македонија има доволно градежни работници за она што се вели изградба и градба на терен. Пред се добро утро, би сакал да го честитам овој ден на сите градежни работници широм републиката, а на синдикатите за градежништво би сакал да им го честитам матичниот празник. Работници имаме се помалци и помалци во републиката, се поголем одлив во странство. Кога компаниите веќе подолго време тој проблем го натакнуваат како примален, а тоа е недостигот на квалификувана работна сила. Оние работници кои остана од годините од кога се градеше нашата република веќе се во некои одминати години, така да просекот на добар работник во Македонија сега е негде околу 55 години, додека интерес кај младите нема за оваа градежна за оваа струка. Така да можеме да кажеме дека примарен проблем во градежништвото моментално е обезбедување на квалификувана работна сила и големиот одлив на работници што го имаме во високо развиените земји пред се. Споменавте 55 години, има ли барем некаде во некои сектори, ајде така да се изразам, каде што млади доаѓаат и сакаат да работат она што се вели градежништво? Значи во градежништвото во последно време, како што кажав, имаме голем проблем за интерес кон струката воопшто. Не е тоа само на делот на работници, тоа е на делот и на техничари, инженери. Да речеме градежниот факултет имам од година во година се помала заинтересираност за студирање на студентите на тој факултет. Претежно се ориентираат сега нели модерна дигитализација и компјутери, така да и во делот на инженерската струка и во делот на техничарската, но најдрастично е во делот на работниците, се помалку имаме интерес за работа во овој сектор. Зачудува фактот што како одиме според податоците ќе видиме дека да речеме во првиот квартал оваа година за разлика од првиот квартал во минатата година платите се на градежниот работник се пораснати за 36%. Значи сега има просек градежен работник зема плата во ниско градба 37.700, додека во високо градба 36.500. И покрај зголемувањето на платата сепак имаме голем одлив, а тоа претежно се базира на други основи. Дали тоа значи дека е моментот заминуваат во странство работните часови, работната седмица, колку работни часови има еден градежен работник во Македонија, односно колку би требало да има според закон, бидејќи еве сега се споменуваше и оние за оние што ќе работат на изграда на патиштата и до 60 работни часа, дали е тоа веќе и премногу за една од причините зашто заминуваат? Со оглед на можностите на македонскиот работник и со оглед на сите оние искуства што ги имаме, а искуството е колку он ќе придонесе и ќе биде продуктивен во своето работно време кое го обавува на дневна основа, јас сум сигурен дека македонскиот работник дотолку и да се прогласи работна седмица од 60 часа, он не може тоа физички да го издржи, нити може да ги сработи тие часови продуктивно. Така да што се однесува до проблемот што во јавноста сега провејува, а тоа е на проектите на Бектел Неенка дека се бара да се работи со добро да се работи 60 часа. Јас мислам дека претежно тоа е законска измена која ќе се однесува на странците кои ќе работат во оваа држава за компанијата, додека тврдам дека македонскиот работник тоа нити може да го издржи, нити може да покаже продуктивно, што е најбитно во 60 часовна работна седмица. Така да ние би требало да се задржиме на она што го имаме и што во моментот да располагаме и што се можностите на нашите работници. Значи работната недела 40 часа да се почитува, но мораме да најдеме начин државата, компаниите и сите ние општествено што сме одговорни да ги вратиме оние работници кои ни избега во другите земји. Само на тој начин би можеле да обезбедиме подобар стандард, како за поголема продуктивност пред работниците, поголема заработувачка на компаниите, а со тоа да допринесеме кон создавање на една дополнителна вредност што се очекува од секторот градежништво. Сега се наметнува прашањето, еве доаѓа лето, летниот период, работниците работат и на високи температури, во зимно време работат и на ниски температури.
како сето тоа треба да се регулира, поминува ли инспекција да провери дали сето тоа се е под контрола и дали е тоа, ајде да не кажам, според законите и прописите? Значи, имаме отстапки, но можем да кажем дека во текот на летните периоди при големи жештини, големи температури и самите компании мора да ги почитуваат законските прописи, затоа што едноставно нема продуктивност. Вие не можете да работите на 40 степени или не можете да работите на минус 25 степени. Така да мислам дека тоа е најмал проблем. Мислам дека тука инспекциите се најагилни за разлика од други проблеми кои што не ги посочуваат, не ги проверуваат и не вршат надзор над истите. Сметам дека во летниот и во зимскиот период нема градежниот работник некој голем проблем со тоа дека треба да работи на некои температури кои не се нормални. Напротив, мислам дека компаниите се грижат за тоа работникот да биде продуктивен и се грижат во какви услови работи и под кои правила работи. Се наметнува и прашањето дали сите градежни работници се пријавени, некако има впечаток дека можеби и тука потфрламе. Сивата економија е проблем број 1 што се однесува до компаниски проблеми и за сивата економија веќе подолго време и ние како Стопанска комора, но и сите други организирани друштва се борат што се повеќе да се намали. Да речеме, доколку видите амбасадите и нивните проекти во Македонија што се однесуваат на делот на градежништво, ќе видите дека големо внимание се посветува на сивата економија, но сепак за тој проблем треба да реагира државата со своји мерки и активности. Ние како компании, како поединци не можеме да влијаеме на тоа да се сузбие сивата економија, но можеме да кажеме дека нанесува огромна штета на секторот градежништво, поготово нанесува штета на добриот работник и на добрите компании. И еве на крајот прашањето што и колку се заштитени, дали се почитуваат и тие правила за работниците кои работат, оние мерки, шлемпа, ракавици, да не кажам чевли и посебна опрема што треба да имаат. Значи тоа се законски пропишани прописи кои што мора да ги почитува секој работник. За жал, гледаме дека има кршење на тој закон на секој чекор. Вие во Скопје може сега да поминете на објектите кои се градат, ќе видите дека не се почитува, но треба да утврдиме од кого не се почитува пред да донесеме било какви одлуки или било какви заклучоци. Така да јас тврдам дека компаниите кои има долгогодишно искуство, кои што работат градежништво за да сработат градежништво, кои не работат градежништво за профит и за пари, сите оние прописи и сите норми кои треба да ги имаат ги почитуваат. Додека сите оние компании кои се ново формирани, кои работат пред се за профит, а не за развој, ќе видите дека таму се јавува тој проблем. Така да ние како здружение секогаш апелиравме на фактот дека ние мора да работиме на развојна политика, не на социјална. Во моментов имаме, да не кажам, во последните 3 години социјална политика која не допринесе ништо подобро за работниците, не ни ги остави работниците во републиката. Иако се покачуваат платите, бројот на работници се намалува. Значи стигаме до една контрадикторност во која што гледаме дека проблемот е системски, дека треба да се регулира на повеќе инстанции, така да треба да се регулира и во образованието, и во трудовата политика, и во регулативата, но пред се мораме заеднички да действуваме под капа на државата ако сакаме тоа да го воведеме во род и да градежништвото како една од трите најголеми гранки биде ротор на оваа економија, со оглед на тоа дека нема добра компанија без продуктивен работник и нема добар работник без профитабилна компанија. И ќе кажам повторно и на крајот, дали се случува некој градежен работник да се пожали во однос на делот од своите права да ги побаре и кај вас? Тоа е многу чудно и многу интересно прашање од мој аспект со оглед на тоа што имаме едно искуство, доколку компаниите се членови на синдикатот и имаат сопствена синдикална организација во рамки на компанијата, тогаш верувате дека сите проблеми се решаваат многу брзо и дека работникот има права со оглед на условите во кои што работи и она што го пропишува синдикатот. Проблемот не идуваме на проблем таму кај што нема синдикално организирање, компании кои што не се дел од синдикатот, кои не се грижат доволно за македонскиот работник, кои што за жал можат поголеми примања да им дадат на работниците со оглед на тоа дека немаат развојна политика, него имаат моментално и профитабилна политика и тука се доаѓаме до судир на кој работник какви услови во кој време му се обезбедуваат. Ние апелиравме и до синдикатот дадовме една сугестија, а тоа е доколку сакаме државата да се развива, доколку сакаме да имаме здраво градежништво, доколку сакаме да имаме развојно градежништво, ќе мора да извршиме некои измени во законската регулатива. На пример, еден од
еден од нашите идеи беше синдикатот да иницира средба со водата на кој што ќе побара на сите јавни набавки на кои учествуваат гражданските компании, услов да биде да они да бидат дел од синдикатот и да имаат синдикална организација. Само така со организација и со капа на сите процеси можеме да допринесеме до развој. Во моментов не може да очекуваме дека врз база на поедини активности и поединци дека ќе развиеме поголем систем и ќе додадеме поголема вредност. Андрија, ви благодарам за одвоеното време и да се надеваме дека можеби овие зборови и пред се она што значи нови јавни набавки ќе слушнат и ќе биде синдикатот се поприсутен во тој дел, барем кога станува збор за градежништвото. Да се надеваме и благодарам и на вас. Колеги, тука некаде и крајот на ова прво линковско вклучување, па може само да заклучиме и она што го спомена и нашиот соговорник, дека се помал е бројот на градежните работници и се помалку ги има, независно од тоа што, како што спомена и тој, дека платите се во нагорна линија, но она што е симптоматично е што, како и во другите гранки, имаме се помал број на работници во нашата држава. Ти благодариме на вклучувањето, му благодариме и на колегата Александар Станковиќ, кој што е снимател со тебе во моментов и успеа да ги улови работниците кои што ете во овие утренски часови се веќе на врвот на зградата и посветено работата. Благодариме.